Кога ќе се отворат вратите на советите во некои од македонските општини, од салите одекнуваат различни еха со политички ноти кои ја доловуваат непредвидливата политичка мелодија. Такви се Неготино и Битола, локални самоуправи во кои не постои стабилно мнозинство во општинскиот парламент. Според самите советници, тоа е најдобриот формат во кој демократски можат да действуваат. Леон Ристов е советник во Неготино од редовите на партијата Левица. Помеѓу 7 советници од СДСМ и коалицијата и 7 советници од ВМРО ДПМН и коалицијата, Ристов е 15-тиот глас кој ја има одлучувачката моќ. Вели затоа е мета на двете страни. Се водам од општиот интерес на граѓаните и секако се трудам да ја пратам максимално идеолошката линија на Левица. И оние понекогаш спинови што излеват дека поддржувам некаква одлука на други партии, тоа се едноставно спинови излезени од партиските кујни на ДПМН и на СДСМ во ситуација кога треба да си го билдат малку рейтингот. А ја би рекол дека повеќе пробуваат да дознаат каков ќе биде мојот глас пред да се гласа. Веројатно се спремат тие да се прилагодат спрема таквиот глас. Кога разговарате со координаторите на СДСМ и на ВМРО ДПМН, се добива впечаток дека немаат забелешки за действувањата на колегата од Левица. Напротив, велат имат добри иницијативи за општината, кои најчесто ги прифаќаат. Но Ристов прстот го вперува во актуелниот градоначалник Горан Стојанов од ВМРО ДПМН. При гласањето, барем на моите иницијативи, најчесто едногласно поминуваат иницијативите. После е проблемот дека некој што е извршен орган, а у случајот тоа е градоначалникот и неговата администрација, тие или многу бавно или воопшто не ги спроведуваат. Користејќи се со опозицијски речник, препознатли во јавниот дискурс, координаторот на советничката група на СДСМ Александар Павлов вели градоначалникот Стојанов нема реализирано ниту еден голем проект ветен во предизборната кампања. Според него, прошетка низ Неготино ја потврдува оваа теза. И плоштадот и пазарот во градот не се чепнати. Но за работата на Советот има пофални зборови. Соработката меѓу нас, советниците, од сите структури, ВМРО, ДПМН, СДСМ и Левица, е добра. Во однос на клучните проекти, како што кажав, развојните програми, не сме дале обструкција. Значи ги поддржавме. И Левица исто ги поддржа, бидејќи сметаме дека треба градот да оди напред. Ние го сакаме развојот на градот, ние живееме овде. Меѓутоа, од другата страна нема фидбек на сите на сета наша поддршка. Ви ги отфрлаат на седница или? Ги прифаќаат, меѓутоа нема реализација. Александар Гичовски е координатор на советниците од ВМРО ДПМН. Популарен помеѓу помладата генерација како професор по македонски јазик во единствената гимназија во Неготино. Дури и колегите советници од другите партии го опишуваат како бунтовен, дека знае да не се согласи со градоначалникот Стојанов, иако доаѓаат од иста партија. Понекогаш треба да се реагира во однос на можностите и на тоа што сме предвиделе, докаде сме и што треба да направиме за да ги исполниме очекувањата на граѓаните во општина Неготино, бидејќи многу од граѓаните очекуваат многу позитивни промени во составот денес што сме како советници во општина Неготино. Сепак, како член на партија која ја држи локалната власт, не се согласува со неефикасноста на Горан Стојанов. Проблемот за нереализираните проекти го лоцира во централната власт. Реализирајќи ги овие проекти, наидуваме на низа на препреки кои што на некој начин повеќето можеби некојаш субјективни, но повеќето се објективни. Кога зборувам за препреки, мислам на релација општинска власт и централна власт. Советниците, вели Гичовски, за проекти кои се од локално значење како ангажирање кадар во градинките или поставување урбана опрема или цевководи, се сложни и даваат согласност. Неготино е помала општина, има помалку советници, всушност 15, со тоа и помалку проблеми. Во Битола, поголема општина со многу повеќе советници, всушност 31 и поголеми проблеми. Овој совет во општината нема константно мнозинство и ако ги прашате, ќе речат дека се во хибернација. За мнозинство во Битолскиот совет се потребни 16 советници. Најблиску до таа бројка е ВМРО ДПМН со 13 советника,
а потоа следува СДСМ со 11. Но никој не може да има мнозинство без независната група поинаку, која има тројца советници или евентуално без двајцата советници на левица и некој од единствените советници на Одлучно за промени и на ДУИ. Председателката на Советот доаѓа токму од поинаку, поддржана за диригентската палка во Советот од ВМРО ДПМН и Левица, а коректор на идеите на локалната владеачка партија заедно со СДСМ и Левица. Никогаш не сме имале по-демократско расположение. Зошто? Бидејќи никој не е комфорен и никој не може да има едноумие. Значи, се слушаат сите страни, се дава простор на сите. Крајната цел на овој совет, мислам дека може би и постигната, бидејќи јас од она искуство кое што го имам наназад, можам да кажам дека никогаш не се носеле толку одлуки едногласно. Тогаш, прашањето е како се формира мнозинство и кој управува со него? Никој нема мнозинство, а тоа што мене ми дале поддршка колегите од ВМРО ДПМН е заради тоа што не можеа да изгласат нивни кандидат, бидејќи ставот на поинаку беше дека нема да гласаме за партиски предлог. И тука беше нашиот краен збор. Зошто председател на Совет? Заради тоа што на тој начин имаме најмногу увид во она што се случува во општината. Дека никој нема мнозинство се согласува и Методија Илиевски, советник од редовите на СДСМ и коалицијата. Работејќи веќе трет мандат во општината, вели дека секоја одлука се мери во еден глас плюс или еден глас минус, за да биде изгласана или не. Можам да кажам дека за прв пат имаме совет во кој неизвестностите траат до самиот крај и дека за секоја одлука се преиспитуваме сите ние како треба да гласаме. Тоа е, мислам дека многу добро, затоа што Битола почнува да добива вистински проекти кои не се нарачани ниту од една, ниту од друга политичка партија. Тука едноставно се следат потребите на граѓаните и се слуша пулсот на градот. Сличен впечаток се добива и од разговорот со координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, Бојан Бојковски, но со една важна забелешка. Потврдува дека многу одлуки се носат едногласно, но се сомнева дека годинава профункционирала тивка коалиција помеѓу оние што всушност не се согласуваат со ВМРО ДПМН, поинаку Левица и СДСМ. Има одлуки кои што се гласани и едногласно, меѓутоа пред 5 до 6 месеци имаме едно политичко недоразбирање на страна од страна на советничките групи на СДСМ, Левица и поинаку. Во моментот мнозинство стабилно од 16 советници, ниту една советничка група нема. Односно се функционира од седница до седница во однос на точките кои што се предложени и во голем дел од одлуките кои што се од клучно значење за градот, каде што ќе се види некаков напредок на градот и реализирање на некој проект, имаме класично кочење и на ето страна на погоре овие советнички групи кои што ги споменав. Но токму проектите за кои говори Бојковски, според председателката на Советот, или се недоработени, или се дел од партискиот интерес на градоначалникот, бидејќи, вели таа, донесени се многу одлуки со партиципација на ВМРО ДПМН, кои градоначалникот Тони Коњановски не ги спроведува. Проблемите доаѓаат од извршната власт, а не од Советот, бидејќи пак ќе нагласам, ние имаме изгласани одлуки, и то најголем број едногласно, и то дел од одлуките се гласани од колегите од ВМРО ДПМН. Замислете колкава е иронијата кога имате одлука изгласана од советниците на ВМРО ДПМН, меѓутоа не ја спроведува нивниот градоначалник. Една од таквите одлуки е за изградба на прифатилиште за бездомните животни. Проект одобрен од целиот состав на Советот, а за кој нема ниту најава за градба.